од втор тематски тест по математика за 7 оделение, и тоа од тестот број 6, првите две прашања ќе ги разгледаме сега. Првото прашање гласи: триаголникот чии еден агол има 90 степени, а другите два агли се еднакви, се вика. Одговорот е рамнокръг правоаголен триаголник. 4 поени би добиле ако го запишете само ова. Објаснување не ви треба, меѓутоа јас ќе искористам можноста да го објаснам тоа. Според аглите имавме остроаголен, правоаголен и тапоаголен триаголник. Еве ми остроаголен триаголник. Сите агли остри. Правоаголен триаголник. Ако еден агол е прав, еве ќе постигнеме прав агол. Овде ми се формира агол од 90 степени. Сега, овој триаголник е правоаголен. И уште имавме тапоаголен триаголник. Еве ни тапоаголен триаголник. Го зголемуваме аголот во темето Б. Овој агол е така. А со тоа триаголникот АБЦ е тапоаголен триаголник. Прашање број 2. Која од одсечките АМ, АН или АП е висина на триаголникот АБЦ, висина повлечена од темето А кон страната БЦ? Да ја прилагодиме работната површина. И овде имаме цртеж. Еве ни го цртежот. Така изгледа тој во работните тетрадки. Мито за да одговориме ние на прашањето, доволно ни е да го погледнеме цртежот во оваа фаза, а после ќе го видиме до крај. Висина на триаголник од темето А. Нормалното растојание до спротивната страна. Знак ми ставиле дека тука имам агол од 90 степени, значи видливо дека е висината од сечката АН. 5 поени носи тоа, а цртежот ви изгледа уште вака. Овде ставиле знак дека имате агол од 90 степени, аголот ПАЦ. И уште ставиле знак дека имате овде агол од 90 степени, аголот БАМ. Меѓутоа тоа воопште за вас не беше битно. Доколку вака одговорите, имате 5 поени на ова прашање и 4 на предходното. Благодарам на вниманието. Еви запишано висина на триаголник што е?